Почитувани, една година како Република Македонија е жртва на криминални сделки, злоупотреби за лично богатење и целосно запуштање на потребите на граѓаните. Сметна секаде, тендери за своји блиски, неработење на администрацијата, криминал по улиците, корупција во администрацијата, уплашени граѓани на улиците, партиски превработувања, кучиња, скитници, загаден воздух. Во тоа, сето, само за една година, криминалната банда на Зоран Заев го претвори животот во Република Македонија. Една година од локалните избори во Република Македонија. Ниту градските, уште помалку руралните општини видоа некакво придвижување, освен придвижувањето на криминалот. Нема инфраструктура, нема улици, водоводи, нема економски раздвижувања, нема инвестиции, нема градежништво, нема развој. Нема ништо што би одавало слика за грижа на општините и дека буџетските пари се трошат за потребите на граѓаните. Случајот со градоначалникот на Ново село, препознатлив како Боро Малборо, ја дава целосната слика за тоа како изгледа Република Македонија откако криминалната банда на Зоран Заев ги зазеде локалните власти. Една година по локалните избори имаме градоначалник, локален мокник преку ден, криминалец и шверцер преку границата во црните темници во ноќта. Градоначалник кој влегува во директен конфликт и судир со полицијата. Градоначалник со пресуда која експресно потоа се намалува, па со политичка аболиција останува на власт во Ново село. Потоа, судот на партијата се покажува посилен од правосудството во Република Македонија. Сликата за Боро Малборо ја надополнува градоначалникот на Демир Хисар, Маријанчо Стојановски, уште една звезда на криминалната банда на Зоран Заев. Отворено се заканува на вработените во градинка, на оние кои ги чуваат и воспитуваат децата, најмалите, и на нивните родители, дека ги прислушува нивните разговори, дека ги прислушува и знае кој за што зборува. И тој е помилуван, пуштен дома и натаму да се е страф меѓу граѓаните. Борче Гиевски, градоначалник на Зелениково, физички се пресметува и понижува со наставничка во општинското училиште заради нејзин обид за средба со градоначалникот на општината. Нема општина чисто градоначалникот СДСМ не би можел да се најде на оваа листа по неработење и скандали. Но врв на оваа година е Скопје. Метропола која се удави во смет, која летно време се гуши во загаден воздух кој мириса на палеж, чисто центар се претвори во арена за борби на улични кучиња. Улиците се претворија во патеки за мототрки, а булеварите изгледаат како сцени од крими филмови, со убиства, пукање во движења, бандитски пресметки. Комрци ги изедоа Скопјани како градот да е средемо чурище, а не административен, политички, економски центар на државата. Капитален проект на градоначалникот Петре Шилегов за годинава беше чистењето на пелени, за што активираше и полиција и армија. Почитувани, оваа година го покажа СДСМ во полно светло. Но ова не смее да се повтори и да продолжи. Криминалци, аболицирани, насилници, прислушувачи, неработници не смеат да бидат над граѓаните. Трката во СДСМ за наследник на Заев, за лидерската позиција во СДСМ, градоначалниците не смеат да ја водат врз грбот потребите па и здравјето на граѓаните. Ви благодарам.